Еве сме назад во вториот дел од утринската емисија Утрински зрак, а наш денешен гостин е директорот на Средното стручно општинско училиште Коле Неделковски од Велес, а тоа е господинот Боро Ристовски. Добро утро, господине, и добро ни дојдовте во нашето студио. Добро утро, благодарам на поканата. Се надевам се чувствувате пријатно. Да, секако се чувствувам пријатно. Убаво е кога имаме можности да соработуваме, да си ги кажеме своите можности, активности и така. Предлагам да започнеме со разговорот. На 15 декември ќе го одбележите 51-виот поред патронен празник на вашето училиште. Кои активности се реализираат по повод патрониот празник на училиштето? Да, по 51 пат ќе се одбележува патрониот празник на училиштето. Значи, 15 вие го спомнавте, тоа е денот кога официјално ќе се реализира представата, меѓутоа одбележувањето на патрониот празник не е само со представата, него е со низа активности. Значи, веќе течат активностите. Активностите за одбележување се почнати на 7 декември. Почнати се со реализација на спортски надпревари, во кои што се вклучија сите кои што има желба, значи беа поканети средни основни училишта. Секако, иако беа од надпреварувачки карактер, меѓутоа главната цел беше меѓусебна соработка, дружење и комуникација. Се реализираа тие во една убава атмосфера. Имавме дружење со ученици од други училишта, односно они меѓу себе, професори меѓу себе, секако една убава активност. Значи, тоа е почетокот, реков дека тоа беше само почеток, понатаму имавме активности веќе кои што се поминати на 9-12 беше реализиран квиз надпревар, кој што се реализира со почеток од 12 часот на тема математика, физика и информатика, односно од областа на математиката, физика и информатика. Она што е добро според нас е што самиот квиз надпревар се реализираше со избор и одговори на компјутер, со софтвер кој што го подготвија наши вработени ученици, значи не е нешто земено од надвор, него изработено е конкретно од нас. Активностите продолжуваат и денес, веќе во 10 часот очекуваме повторно соработка со ученици, овој пат со ученици од основните училишта, каде што сакаме да им прикажеме што се е новина во техниката, нели, во развојот на техниката, од повеќе области, од машинската струка и од електротехничката струка. Од машинската струка, например, ќе има приказ на симулација на CNC машини, ќе има приказ како се врши енергетска ефикасност на објекти, да децата согледаат на некој начин што значи поимот енергетска ефикасност, да видат кои се програмски пакети се користат, како SolidWorks, например, демонстрација на работа на мотори со внатрешно сегурување и така натаму. Значи, многу работи ќе можат да видат. Тоа е од машинската струка. Секако незадоцнува ни електротехничката струка, нешто што не дека ние ќе измислиме сега ново, него ќе го дадеме тоа што е веќе измислено, односно, например, модел на генератор кој што го направиле наши ученици и секој од оние кои што ќе дојдат имаат можност да видат како тоа изгледа и со своја рака да фатат, да пробаат нешто да завртат и да видат дека на тој начин ќе се добие електрична струја. Значи, едноставно ќе се запознаат со поими за електромагнетни индукции, ќе се запознаат со можности за симулација на електрични кола, да видат дека и добивањето на струјата, електричните кола и слично може да се решаваат и на компјутер, значи не е компјутерот само за видео игри, детски игри, него ќе видат дека понатаму она што го научиле од информатиката можат да го применат и во други области.
автоматски процеси и така натаму, значи не би зборувал многу за тоа оставиме повеќе да го видат самите ученици. Токму тоа ми беше и следното прашање, односно кои се носители на активностите, кои ученици од кој актив учествуваа во истите, нели како што дејќи ги наброја. Па кој? Одговорот е буквално сите. Сите. Значи во училиштето постојат 4 активи: општествено јазичен, природно-математички, електротехнички и машински актив. Веќе ви спомнав за некои активности од електротехнички и од машинска струка. Од општествено јазичен ќе имаме покасно, од природно-математички веќе ви реков дека имаше организиран квиз надпревар, од другите активи ќе имаме други дополнителни активности, од угостителската струка, например. Еве веќе утре на 13 ќе имаме свечено отворање на саем на храна во училиштето, каде што ќе бидат вклучени и надворешни лица, сите кои што се пријавија, значи ќе имаме подготовка на одредени продукти од наши ученици, се до тоа може да го представат. Секако не задоцнуваат ни странските јазици, значи ќе имаме поетско читање во 12 часот веќе по сите јазици: англиски, германски, руски, француски. Така да активностите си одат. Да. Машинската струка дополнително ќе има на 14 една убава презентација, например, од компанијата Johnson Matthey, каде што ќе се види можноста што се работат, например, во нивното производство, кои се можностите да се запознаат со условите, што понатаму, значи овие деца секако се наоѓаат на една граница од животот, каде што треба да решат што со себе понатаму, да ги видат можностите за образование, за вработување и така натаму. И верувам дека тоа ќе им помогне нив да се определат понатаму. Имаме и сообраќајна струка. Таму имаме еден многу интересен настан, каде што во соработка со Републички совет за безбедност во сообраќајот и патишта ќе се дискутира на тема, например, влијанието на мобилните телефони во сообраќајните незгоди во сообраќајот, сообраќајна култура и слично. Што се детално, јас не можам да ви одговорам во овој момент, затоа што тоа е струка, нели, за секој актив, се што си припремили, они ќе го кажат се до тоа подетално. Тоа би било во суштина. И понатаму имаме свечено отворање на изложбата за уметнички фотографии, портрет. Тоа ќе не биде активност во петок веќе. И секако оно што го спомнавте на 15 веќе вечерта ќе биде театарската представа Чорбаджи Теодос. Исто така би сакал да напомнам дека представата се организира со актери, односно наши ученици во улога на актери. Исто така ја припремаат подготовката, режијата е од наши професори, значи без надворешни лица, без помош на надворешни лица. Значи се што правиме со сопствени сили, со сопствени вработени с наши ученици. Так, и круна на сето тоа ми е замислено на 16 например, да се доделат признанијата и наградите на учесниците кои што на некој начин освоиле први места. Иако го нагласив дека не е некој голем надпреварувачки карактер, меѓутоа сепак најдобрите ќе бидат на некаков начин наградени. Имаме предвидено за тоа некакви активности, а какви не би сакал да дискутирам. Тие што сакаат да видат, ќе дојдат и ќе видат. Точно така. Се надевам дека успешно ќе ги реализираате сите овие активности. Во училиштето исто така се реализираат активности од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието. Какви активности се реализираа во изминатиот период во рамки на овој проект, а воедно и кои се придобивките од истиот? Проектот Градиме мостови се реализира подолго време веќе. Последната активност
од рамките на проектот на меѓуетничка интеграција, например, ние градиме мостови кои што се уште трае, се уште е во тек, има повеќе активности наназад, значи да не би набројувал многу затоа што ќе треба многу време да зборуваме за тоа, имаше многу активности. Во секој случај главната придобивка од сето тоа ја имаат децата. Крајната цел на сето тоа е да има поголема меѓусебна соработка, дружење, комуникација кај децата од различни националности. Значи имавме комуникација односно соработка, нели, со деца од македонска, албанска, бошњаци, турци, од сите националности беа вклучени во тие активности, имаше дружење, работилници, подготовки на храна и така натаму, значи имаше многу активности во таа област. Добро. Минатата година вашето училиште аплицираше за реновирање на училишната зграда и го доби овој проект. Што се реновираше во училиштето, малце повеќе да ни раскажете? Па вака, пред малку дискутиравме за придобивките. Јас ви кажав за придобивките кои што ги имаат учениците од проектот за меѓуетничка интеграција во образованието, меѓутоа на крај дојдовме до ситуација каде што и училиштето ќе има некаква придобивка од овој проект. Имено во проектот се даде можност за апликација за реконструкција на училишта на која што ние учествувавме и веројатно затоа што и имавме многу добри активности и секако добра апликација издржана, го добивме тој проект, односно таа апликација, каде што беше за реконструкција на делови во училиштето, значи не на цело училиште, ние требаше нешто да одбереме што е за нас приоритетно. Согледувајќи ги работите во училиштето, заклучивме дека најдобро е во моментот, или да речем најслаба точка ни била грејењето во спортската сала. И затоа решивме да аплицираме за спортската сала, за реконструкција во спортската сала. Имавме учество со финансиски средства од три страни, односно од проектот за меѓуетничка интеграција, општина Велес и самото училиште со сопствени средства. Токму тоа ми беше следното прашање, кој се зема учество за финансирање и кој, освен финансиската поддршка од проектот за Министерството и за информатичко општество, УСАИД, кој друг го поддржа овој проект, како што веќе споменавте? Значи, поддршка имавме од градоначалникот на општина Велес и затоа во овој момент би сакал јавно да изразам благодарност на градоначалникот, кој што несебично во истиот момент кога побаравме согласност, затоа што и самата апликација течеше така, дека треба да имаме согласност за учество со средства, со финансиски средства од општината. Без размислување, одговорот беше даден, вие аплицирајте, а ние како општина се што треба работиме со вас, ние ќе учествуваме и да се истера проектот како што треба. Значи имавме апсолутна поддршка без никакви дополнувања и проблеми. Исто така и училиштето учествуваше со финансиски средства, значи од сопствени извори, од средствата на училиштето. Кога ги сумиравме сите средства кои што можеме да ги употребиме во проектот, направивме веќе една добра апликација каде што направивме проект за реализација, односно за грејењето во спортската сала, затоа што во зимниот период имаме отежнати услови, многу деца се променуваат, нели, во текот на часовите, а се веќе работат во топли услови. Исто така се судиравме со проблем во летниот период, каде што имаме пак од друга страна висока температура, прашина, загушливост и така натаму. Во спортската сала е поставена и вентилација, која што, нели, грејењето и вентилацијата си имаат своја функција.
се доволно димензионирани така да ете на пример вентилацијата за 5 минути има можност да го извлече да го смени целиот воздух, така да на секој одмор се вентилира сега салата, децата да дишат чист воздух и слично. Сменети се прозорците, значи комплетно прозорците се извадени, ставени се нови со ПВЦ материјали, дупли стакла. Училиштето исто така дополнително, иако не беше во проектот, ги согледавме дополнително проектот, поставивме метални заштити на прозорците, ставивме метални заштити на вентилтенхойлериите и се што беше потребно. И секако на крај ликот го сменивме на спортската сала, сето тоа беше малерисано, парапетот фарбан, спортската сала доби еден сосема друг лик. Се со цел за подобро да За подобро. ги реализираат. А дали е тоа така, кој го интересира, значи 13 утре во 10 часот ќе имаме свечено предавање употреба на системот за грејење. Какви активности имате предвидено за тоа свечено предавање кога ќе го предадете подочно во употреба системот за грејење во спортската сала и кои активности се предвидени за тоа? Значи, активностите се вклучени во рамките на програмата на одбележување на патрониот празник на училиштето, така да во самата програма е ставено дека на 13 во 10 часот ќе имаме свечено предавање во употреба, така да се поканети сите оние кои што беа вклучени во самата реализација на реконструкцијата на спортската сала. Значи, општината, инвеститорите, ние, самиот изведувач кој што го реализираше сето тоа, значи сето тоа е испробено и утре ќе имаат можност да се обратат, да кажат свое мислење, свое гледиште и секако доколку и они бидат задоволни од сето тоа, очекуваме дека ќе учествуваме во други проекти. Спортската сала нема повторно да ја реновираме, има и други работи училиштето, значи ние понатаму продолжуваме со работа. И други работи да реновирате во училиштето, така? Па секогаш може да биде подобро, така. Училиштето сепак е во добра состојба, меѓутоа секогаш може уште нешто подобро да се направи. Точно. Освен за патрониот празник, кои се други активности ги има во вашето училиште секојдневно? Се напоменаме. Секојдневно, значи секојдневно си тече наставата. Тоа е нормална работа, тоа не е некоја дополнителна активност, значи дополнителни активности можеби се со проектите кои што ги работиме со ученици кои што работат на практична настава во училиштето, во општината, надвор од општината, надвор од државата. Значи се тоа дополнителни активности, а активите, сите активи, значи постојано работат на припреми на се поинтересни теми кои што ќе ги заинтересираат учениците да се осеќаат пријатно на часовите, значи секоја се оди кон тоа да се направи некоја симулација на некоја нова машина, на некој нов уред, симулација, односно презентации симнати од интернет во електронска форма. Може би некој ќе рече, ама секој може да ги симне од интернет. Да, секој може да ги симне, меѓутоа не секој може да ги прилагоди и да ги пренесе тие истите на децата. Значи, она што децата го гледаат без поддршка, без дополнително појаснување што е се до тоа, не можат да го разберат. Така да постојано имаме дополнителни активности. Имавте проект за реализација на делот практичната настава надвор од државата. Дали тоа беше само реклама или помина во реалност? Да, тоа беше проектот со програмата Erasmus Plus во соработка со Националната агенција. Иако на многумина можеби им се чинеше дека тоа е само една реклама и малку е потешко изводливо, меѓутоа се покажа дека не е така. Проектот беше поделен во два дела, односно еден дел каде што 20 ученика треба да реализираат
20 дена практична настава во Шпанија, во Барселона, а втората половина или вториот дел во Истанбул, во Република Турција. Првиот дел веќе се реализира, учениците беа заедно со група на професори, 20 дена работеа во хотел, каде што комплетно ја има, не би сакал да бидам разбран дека они ја преземале целокупната работа, него беа комплетно распоредени на сите работни места и беа и носители на самата работа. Значи, со еден нивнев работен и двајца наши ученици, значи директно беа вклучени во работата која што се пласираше понатаму. Храната што ја готвеа нашите ученици се даваше на гостите кои што доаѓаа, значи на едно солидно високо ниво. Меѓутоа, тука има многу да се зборува за тоа, а многу повеќе имаат според мене да кажат учениците, за тоа што тоа го доживеа тие, а не јас. И ако веќе сакате да имате повеќе информации, јас би предложил да за тоа се обратите кај учениците заедно со професорите секако, доколку има расположение од ваша страна. Да. Така, вториот дел, реков, се очекува некаде во април да се реализира исто практична настава, во надвор од државата, во Република Турција, во Истанбул, и таму ќе одат ученици од електротехнички и од машинска струка. Така е замислено да работат во практична настава, да работат во фабрики за производство на електрични уреди, бормашини, мотори и така натаму. Значи, ако сакаме подетално да знаеме, да ги поканиме во нашето студио, еве до вас ќе дадеме знаење дека навистина сакаме да слушнеме како тие поминале и ќе ги поканиме во нашето студио да гостуваат кога сте тие слободни, откога ќе помине вашиот патронен празник, односно обележувањето, ќе ни раскажат како поминале сите тие активности, исто така и за Erasmus+. Предлагам еве како за на крај на овој разговор да ме прашаме еден совет да дадете како директор до сите ученици и оние кои што сакаат да се запишат во вашето училиште од наредната година. Интересно прашање за нас секако и секогаш. Ценам дека училиштето е на солидно високо ниво, дека нуди многу големи можности од сите струки кои што ги нудиме: машинска струка, електротехничка, сообраќајна струка и угостителска струка. Учениците кои што сакаат да дојдат да видат што се има и како се работи во училиштето, можат секогаш да се обратат, да дојдат, секогаш ќе бидат прифатени од ментори, од професори, од ученици, ќе можат да ги видат можностите. Ние нудиме можности понатаму, можности од техниката, од угостителството, кои што се секако барани и се во недостаток на пазарот на трудот. Можностите за вработување со овие струки се во моментов, а и понатаму големи, значи секогаш се големи, техничките струки секогаш се ценети и се барани на пазарот на трудот. Значи, навистина, струки кои што нудат можност и за занает, и работа, и вработување, и само вработување со средно училиште, и секако нудат можност за проводност на високото образование, на факултетите, значи од секоја струка може понатаму да продолжи на високо образование, на факултет и така. Значи, можностите се многу големи. Јас апелирам, поканувам сите кои што имаат афинитет за техника да се обратат кон нас. Сите што немаат, нека дојдат, нека видат, можеби ќе видат дека навистина тоа е тоа што тие го сакаат. Јас ви благодарам премногу што бевте дел од нашата програма Утрински зрак и што прифативте оваа покана да бидете дел од ова студио. Се надевам дека успешно ќе ги реализирате сите ваши активности кои што ги предвидувате за патрониот празник, а исто така и за понатаму. Се надевам дека ќе реализираме повторна средба како со вас, и со вашите ученици, за да ни раскажат повеќе.